Денес започнуваат великденските пости, време за покаяние и проштевање. 40 дена прочитување на телото и душата за прославување на големиот христијански празник Великден. Постење, значи воздржување од мрсна храна и лоша мисла. Време за молитва, духовно будење и добри дела. Како што ни учи Христос, вели како што вие им ги проштевате гревовите на вашите ближни, така и Бог ќе ви ги прости на вас, што е доволен показател за смислата на простувањето и за нашиот однос кон ближните, бидејќи немаме потреба да влегуваме во поопширно толкување на овие зборови. Христос се јасно кажува дека простувањето е неопходно овде на земјата за и Бог да биде милостив кога ќе отидеме при него на небесата. Постот не е диета. Неговата цел е да се зајакне духот, да се прочисти телото и да се воздржиме од лошите навики. Должност ни е, како и претходните пати, повторно да апелираме, да кажеме да не се става главен акцент на постот со исхрана, бидејќи и самите свети отци, самата црква учи дека постоењето и воздржувањето од храна е само еден елемент помошен на оној вистинскиот пост. Знаеме дека вистинскиот пост се состои во засилена молитва кон Бога, размислување, созерцание и секако за нашиот однос кон сите луѓе, односно нашите ближни, значи да им помагаме на било каков начин. Под помош не се подразбира само финансиска помош, да не ги забраваме сираците, изнемоштените, старите лица, оние кои што се во немок, и пред се сиромашните, да колку што можеме во рамките на нашите можности на било кој начин да им помагаме, да простуваме.